Заштедените пари во вториот пензиски столб се загарантирани и сите осигуреници ќе ги добијат, дури и доколку државата одлучи да го укине. Министерот за социјална политика Ѓоко Велковски во интервју за утринската на Сител Ја сакам Македонија уверува дека граѓаните не треба да се плашат дека ќе ги загубат заштедените пари. Доколку се спојат вториот и првиот пензиски столб, што со парите дали ќе бидат тие некако наследени, да. Така, го кажав и тоа претходно, че ова се што е штедено, секој од нас што штедел, што се случило во реформата. Тоа е вториот столб. Тоа е вториот столб, парите се негови. Тие се загарантирани и по закон и по устав. Така да тука треба граѓаните да нема дилема дека тие средства се нивни и се заштедени. Така да тоа народски да кажам, луѓето се плашат министер вака, да не ги земат парите од вториот столб, да ги стават во првиот столб и толку да. Не може се тоа не може да се случи бидејќи тие се нивни заштедени средства. Велковски уверува дека државата во моментот не размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање. Меѓутоа, оние кои се стручни, способни и сакаат да работат и по надминување на границата, тоа можат да го направат. Во овој момент не се размислува и не се прави таква анализа за тоа дали се покажи старосната граница, отколку од еден аспект така што е многу важен. Денеска во Македонија по повеќе закони, ќе земам закон за здравство, образование, јавно обвинителство, судство, таму има во нивните матични закони, токму на овие професии, веќе е дозволено да може да продолжат да работат токму овие стручни кадри. Ама кој сака? Кој сака, да. Кој сака, тоа е многу важно. Дебатата за реформата на пензискиот систем се отвори откако премиерот Мицкоски кажа дека вториот пензиски фонд, кој постои точно 20 години, не ги дал потребните резултати и граѓаните ќе бидат изненадени кога тој ќе биде отворен. Даниел Василев, Сител телевизија.